Добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски, мој денешен гостин е пратеникот Миле Левков, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро дојде. Добро ви најдов, благодарам на поканата. Миле, вчера се одржа и изборите за Европскиот парламент 2024. Силна, опасна би рекле победа на Европската Народна партија или ЕПП. Европа буквално кажано силно сврте надесно. Каков сигнал, каков знак е ова и за Европа и за светот? Така е, председателот на ВМРО ДПМН е професорот доктор Христијан Мицковски упати една јавна честитка до Европската Народна партија за незината убедлива победа на изборите за Европскиот парламент. Можам во оваа прилика да се придружиме кон честитката, да и честитаме. Граѓаните на Европа го препознаваат лидерството и решителноста кога станува збор за решавање со горливи проблеми, решавање на економските проблеми и визија кон иднината, односно градење на обединета и силна Европа. Она на кое што ние се надеваме дека партнерството кое што го има ВМРО ДПМН со Европската Народна партија може да биде само еден дополнителен бенефит кон нашиот пат, нашето чекорење кон Европската унија и се разбира исполнување на она што се нарекуваат копенхагенски критериуми и се надеваме дека проширувањето овој пат ќе добие вистинска димензија и ќе се базира токму на оние критериуми кои што ги споменавме, тоа се копенхашките критериуми, дека ќе работиме на владење на правото, на посигурни, посилни, постабилни институции, на стабилен пазар и на, се разбира, градење на една силна економија и почитување на човековите слободи и права. Не случајно, можеби, и Македонија после подолго време беше ин, што би рекле, во колвотекот влеговме, ние бевме можеби предвестник на ова што се случи во Европската унија, односно во Европскиот парламент, и Македонија буквално кажано сврте надесно на 24 април и на 8 мај. Дел сме од приказката, не случајно сите свртеа надесно што се веде скоро цела Европа и ние бевме во текот на нештата. Па ние ние постојано го зборувавме тоа дека Македонија и природно и географски и по својот менталитет припаѓа во Европа, така да кога ќе го слушнете гласот на граѓаните, покажаа граѓаните дека се добро информирани за случувањата во Европа, дека добро знаат што значи европскиот пат, не наседнаа на оние приказки за една приватизирана евроинтеграција кој што ја продаваа партии кои што беа обременети и се уште се обременети само со скандали, само со лукративни своји интереси. Македонските граѓани токму со таа една определба би рекол да тргнат на десно и следбеникот изборите за Европскиот парламент кои што го следат практично духот на она што го покажа македонските избори, покажуваат дека и сме добро информирани и знаеме што сакаме и сме во тек со настаните, тоа зборувам како народ. Така да конечно сметам дека сега ќе добиеме една влада која што произлегува од народот и конечно ќе работи за народ, засилена со едно партнерство со Европската Народна партија која што е победник на овие избори за Европскиот парламент. Очекуваш подршка бидејќи сте дел од Европската Народна партија, тоа го кажат и претходно, но да биде уште посилна замавот и целата приказка на македонската нова влада заедно со ова што се случи во Европа, што да реков не е случајно, но како помош очекуваш нешто директно, конкретно или? Да, уште еднаш, е важно да кажеме дека блиските контакти кои што ги има ВМРО ДПМН и кои што ги одржува сиве овие години со Европската Народна партија, сега и од позиција на власт, може да бидат само добар бенефит, може да бидат само добар подстрек за она што треба да го направи новата влада, која што се нарекува реформска влада, која што рековме е од народот и ќе треба да работи конечно за интересите на народот и се надеваме дека во Европа ќе започнат процеси во кои што, пак ќе се повторам, ќе се водат од копенхагенски критериуми и нема да биде дозволено повторно да имаме киднапирање на овие процеси за евроинтеграција од било кои фактори кои што не му мислат добро на својот народ. Имавте одличен старт, буквално кажано реформски, уште пред да ја формирате владата, оној момент со законските измени за промена на форматот, да го наречам слободно, на владата, кој што мина со огромно мнозинство, нешто што претпоставам и ви значи многу како одличен старт. Уште пред да станете, вие стартувавте со двотретинско мнозинство и повеќе од него 88, нешто за што минатата влада сонуваше за да го смени уставот и да ги вметне бугарите, но не успева да го направи тоа. 2 години се обидуваа насила, но не успеа. Вие пред да дојдете и да станете влада,
го направивте тоа без никаков проблем. Добар старт на нешто. Да, еве ние во првите 30 дена по изборите се случуваат многу значајни процеси кои што се немаат случајно неколку декади наназад. Она што е многу важно и многу значајно е дека уште од првиот ден пред да се формира владата се започнуваат да се остваруваат дадените предизборни ветувања, затоа што ќе ве потсетам дека Законот за организација на работата на органите на државната управа, односно преструктурирањето на новата влада беше едно од првите ветувања кое што беше дадено. Практично и платформата 1198 беше отворена, незината промоција беше отворена токму со оваа најава. Ќе ве потсетам, тоа не е ништо ново, иако нели имавме секакви дискусии во собранието. Во одредени држави, во одредени земји, самите мандатари, односно самите премиери ја одредуваат структурата на министерствата, бројот на министерствата и нивната надлежност. Во Македонија имаше една ситуација каде надлежноста се преклопуваше помеѓу различни министерства, еден закон кој што не е менуван повеќе од 2 декади, еден закон кој што за жал можам да констатирам дека од страна на СДСМ и во изменатите години се интервенираше со одредени материјални закони без да се менува Законот за организација на државната управа. Само за пример, беше укинато Бирото за судски вештачење и применувано во Биро за проценки, без да се интервенира во законот, затоа што нема 2/3. Имавме една интересна и смешна ситуација во собрание кој следал во тој момент. Заменик министерката за правда тогаш јавно призна дека го менуваат со материјален закон, меѓутоа затоа што немале 2/3 мнозинство, немале сила да го практично да го променат Закон за организација на работата на државната управа. Она што покажа ВМРО да помане е дека има слух и за интересите на народот, има силен коалиционен капацитет, има силно лидерство кое знае да обединува и да привлече практично да креира едно огромно мнозинство, се со цел да се остварат ветувањата и интересите кои што ги имаат граѓаните. Затоа што многу е важно државната администрација да може да одговори на современите предизвици. Например, самото формирање на Министерство за дигитализација можеби не можело да биде тема, ниту да биде предмет на некој предлог пред 1 или 2 декади, нешто што не би поминало во 90-тите, меѓутоа денеска е многу важно да бидеме свесни кои се потребите на граѓаните и соодветно на нив да реагираме. Многу е добро тоа што новата влада уште пред да се формира се зафати со решавање на многу горлеви и би рекол многу тешки прашања, а целта е единствена, а тоа е да имаме поефикасна државна управа која што ќе знае да одговори на современите потреби на современиот човек. 20 министерства ќе имаме, претходно имавме 16. Во основа е да почна дел од приказката ти, да им дообјасниме на граѓаните во што е поентата на овие нови министерства, што би значеле, како би го подобриле функционирањето на власта, па и животот на граѓаните. Постојат неколку аспекти зошто се менуваат бројот на министерства, неколку линии во кои што се интервенираше во Законот за организација на државната управа. Една од нив е усогласување со претходните промени, затоа што претходните власти, например, правеле промени во материјалните закони, а немале сила тоа да го внесат во Законот за организација на работата на државната управа, затоа што е системски закон кој што се менува со 2/3. Сега се усогласуваме, односно немаме противречност кога станува збор за тоа. Станува усогласување на надлежностите кои што ги имаат министерствата, затоа што се појавуваше преклопување на надлежностите и нашите граѓани или оние кои што имале прилика да чекаат одредени одговори од државната администрација, од државната управа, биле соочени со тој судир на надлежности, кога ги препраќаат од една на друга, на трета врата, па не сме ние надлежни, па чекаме сега од економија, чекаме одговор од животна средина, чекаме одговор од она министерство, на крајот на денот трпат граѓаните, трпи бизнисот, трпи економијата и сите сектори во образованието. Овој закон ги средува надлежностите помеѓу различните министерства, се следат најновите текови во општеството и новите политички потреби, како што е, например, создавање на Министерство за
интеграции, затоа што тоа е еден од приоритетите за кои што декларативно се залагам и постои еден национален консензус дека тоа се приоритети. Министерство за дигитализација, затоа што тоа е еден процес од кој што ќе имаат бенефити и македонските граѓани и македонскиот бизнис, односно се реализира предизборното ветување кое што во меѓувреме, во изминатиот процес на избори беше многу добро комуницирано со граѓаните, беше добро представено и на изборите видовме дека доби една огромна поддршка, така да еден целосно, би рекол, добитна ситуација кога станува збор за волјата на граѓаните, затоа што она што го интересира граѓанинот на крајот на денот е да има корисни и силни институции. Ние сме го говореле тоа многу често, силни институции наспроти силни поединци кои што се градеа во изминатите 2 или 3 декади. Ни требаат јасен склоп на надлежности, јасен склоп на одговорности, затоа што и новиот закон за организација на државната управа предвидува една линија на одговорност, односно се знае кој пред кого ќе одговара, и овие реформи се, би рекол, премногу јасни, премногу чисти и се исклучиво за интересот на граѓаните. Бројот на зголемувањето на министерства е номинален, односно станува збор за истиот државен апарат кој што ќе треба да биде преструктуриран соодветно на новиот закон за организација. Нема нови вработувања администрација. Да, станува збор за номинална поделба во која што најважно од се ќе биде, рековме, поделба на надлежностите и јасно дефинирање на одговорностите. Затоа што, кога ќе кажеме дека имаме преплетување на надлежностите, останува еден факт дека имаме преплетување и на одговорностите. Знаете како е, кога ви се преплетуваат надлежностите, тогаш и не знаете кој е одговорен за одредено прашање, кога сето тоа ќе го изфилтрирате, знаете од кого треба да го очекувате резултатот и на крајот на денот знаете чива може да биде одговорност. Наидовте на силни критики од она осамена група од 22 пратеника, тоа се СДСМ и Левица, кои што застана против. 88-22 против, 10 на воздржани, чи нам беше вкупната бројка, но СДСМ беше интересно, ве обвини дека ова е најлошиот старт на една влада, наводно поради тоа што ДУИ гласаше за ова. Ги здоболи ли тоа што нивниот довчерашен коалиционен партнер со кој што направија тешки гјурути овие 7 години гласаше делумно, не сите, но гласаа за овој закон, давајќи при тоа поддршка на промените во Македонија. Која беше поентата на СДСМ? Дали, како што ти обвинува, ДУИ стана дел од власта или не? Да, апсолутно неточно, не би рекол силни напади, имавме одредени, би рекол, безидејни напади, сите кои што ја следеа работата на собранието и барем малку ја познаваат суштината за работата на собранието, видоа едно, не знам како да ви кажам, меѓутоа остро менување на ставови и остро свртување од оние кои што сега сакаат да се позиционираат како опозиција, се сеќавате нивното гласно врескање дека ВМРО ДПМН нема коалиционен капацитет, дека ВМРО ДПМН нема со кого да работи, нема со кого да состави влада, па денеска тие врескаат кога видоа на семафорот 88 гласа за како гласаат за ова законско решение. Тоа секој, барем малку кој што ја познава парламентарната демократија, знае дека е резултат на способност и капацитет да се, како да кажам, да се комуницираат, да се комуницира со другата страна, да се пренесат ставовите и да се создаде она што го зборуваме долго време, еден консензус околу најважните државни прашања. Нивните ставови одеа од крајност во крајност, бара јавна дебата, иако ние не ги реплициравме на собрание затоа што станува збор за еден закон кој што имаше кратко време за да биде донесен. Ако влезевме во една ситуација во која што ќе го објаснувавме очигледното, ќе губеа само граѓаните. Меѓутоа, за интерес на граѓаните, тие често повикуваа на, не знам, некакви јавни дебати или што ги кажа експертската јавност. Најодговорно ви тврдам дека овие реформи се дел од така наречени политички реформи кои што се комуницирани со јавност. Комуницирани со јавност и за кои јавноста се има изразено на непосредни, слободни, фери, демократски избори. Значи,
не може никој да биде над волјата на народот. Кога имате една ситуација во кој што го реализирате првото дадено ветување на 20 и некој ден после изборите, мислам дека не држи место вие да барате јавна расправа. Кажете ми дали постои поголема, поотворена јавна расправа и поотворена јавна дебата од она што се случува на изборите, кога практично влегувате во секое населено место, во секое мало, разговарате со секого и на крајот на денот тие граѓани излегуваат и слободно по својата волја ја даваат поддршката. Да не забораваме дека ВМРО-ДПМН и коалицијата ја доби убедливо најголемата поддршка која што нормално изразена во најголем број на партијници. Меѓутоа, народот веќе се изјасни за дека му се потребни овие промени. Другите линии на напад, би рекол, зборуваа за зголемување на министерствата. Сакам да знаете, и тоа често го споменуваме, номиналното и бројчаното зголемување на одреден износ не значи вистинско зголемување, туку значи само рационализација. Апаратот останува државен и тоа е многу битно да го знаат граѓаните, бидејќи првото чувство кое што го злоупотребуваат, предпоставувам, од СДС е 20 министерства и на секого му доаѓа в глава, тоа се значи нови вработувања, дали рамковни, како и да е, значи се зголемува апаратот, се зголемуваат давачките. Се пласираат полувистини. Например, како се пласираат полувистини? Например, ќе видите еден, ќе ви излезе на говорница и ќе ви каже во Франција има 13 министерства. Меѓутоа, секој кој што малку го разбира политичкиот систем во Франција ќе види дека новата влада го намали бројот на министерства од 40 на 30. Тие покрај 13 основни министерства имаат и 20 кои што се наречени мини министерства. И секој премиер кој што е создава владата може да ги преименува, да го смени наративот, начинот на кој што се нарекува министерството, па дури и надлежностите. Кај нас тоа е решено дека таква одлука треба да донесе законодавниот дом и собранието со 2/3, меѓутоа еве ние тоа го исполнивме и пак ќе кажам, само во интерес на граѓаните. Така да ниту една линија, би рекол, тоа на напад не беше реална, ниту пак заслужуваше, би рекол, да реплицираме. Еден од нив, не сакам да го споменам, до вчерашен член на владата на СДСМ излезе од говорница и критикуваше и велеше што ќе постигнете со тоа што го укинувате Бирото за судски вештачења и го преименувате во Биро за проценка, без да знае дека неговата влада го промени тој закон пред една година. Меѓутоа, ако ние влезевме во реплицирање, ќе беше, како што ви реков, објаснување на очигледното и немаше да има корист од тоа никого. Оние кои што ја следат работата, например, луѓето во судската фела, видоа еден член на владата кој што самиот не знаел кој закон го минуваат пред една година. Тоа е смешно и апсурдно за некој кој што себе си се прекажува како експерт, кој што за 7 години успеа да потроши 20 делот луѓето заедно со него да потрошат 27 милиарди евра. За сега да видите дека тие ни не знаеле кои закони ги менувале во собрание. Безобразието на забелешката за недостиг на јавна дебата. Зборуваме за особено партијата СДСМ, која што во текот на минатите 7 години, кога зборуваме за јавна дебата, донесе еден куп на договори кои што беа апсолутно неприфатливи, да не почитува одлука на референдум за Преспанскиот договор, не почитува за двојазичноста, не ја почитува ниту Венецијанската комисија која што не им даде зелено светло, за тоа. Да не зборуваме за францускиот предлог кој што беше овенчан со протести на 20 на 30 на илјади луѓе дневно, секој ден на протести 20 на дена, постојано образованието, тука па нема збор, Значи тотално променија се без никаква јавна дебата или пак на финти, се сеќавам многу добро, прават јавна дебата за образованието и за историјата, само тие неколкумина тројца што се нивни ги ставаат во заклучоците, а 30-тината, 40 луѓе кои што се експерти, професори, доктори на науки што велат не, ги нема никаде во заклучоците од владата или собранието. Така што малку доцна им текна на барање јавна дебата? Па без никаков образ беа дискусиите, затоа што за да продавате памет, најпрвин треба вие со ваш личен пример да сте покажале дека барем во некоја прилика вие истото сте го практикувале или сте покажале волја да го практикувате. Овде станува пак е повторен збор за
политички реформи кои што се добро комуницирани со народот, кога барате јавна расправа, барате за одредени материјални закони во кои што се обидувате да регулирате одредени прашања кои што зафаќаат одредена фела без разлика дали од здравството, дали од образованието, па секогаш ќе кажеме добро е да имаме јавна расправа за да ги прашаме луѓето кои што тоа го практикуваат. Кога станува збор за организација на државната управа, ви кажувам, примерите во Европа покажуваат дека дури и самите мандатари можат да ја одредуваат структурата затоа што на крајот на денот нели одговорноста ја носи владата. Ако вие ја носите одговорноста, тогаш сосем логично е вие да можете да го одберете начинот на кој што ќе функционирате и начинот на кој што ќе бидете организирани. Меѓутоа, кога ги споменавте јавните расправи, има одредени примери, јас се сеќам затоа што бев члени на претходниот состав на собранието, имаше одредени јавни расправи на кои што заклучоците едноставно на крајот на седниците забораваа да бидат изгласани. И ако забораваа да бидат изгласани, тоа се јавни расправи кои што исто како да не се случиле. Не знам, случајно или намерно ќе завршува комисијата овде се и ги нема така. Така и ги нема. И сега истите тие луѓе, едниот од нив ви кажува зошто ова го тргате, како член на влада, тој закон пристигнал пред една година и правил упад во системски закон, значи белјата е уште поголема, затоа што со закон со просто мнозинство правеле упад во системски закон. Ајде што го правеле тоа, уште денеска одговорница излегуваат и критикуваат зошто се прави таа измена. Таа измена се прави само за да се усогласи, за да немаме една, би рекол, правна недореченост или правна противречност материјалниот со закон за организација на државната управа. Во секој случај покажаа колку се нестручни, покажаа колку се безидејни и оно што е најважно, како започна, покажаа дека се против започнувањето, наменувањето на најважниот, би рекол, аспект од државата, тоа е начинот на функционирање на апаратот на државната управа, затоа што ако ги запрашате граѓаните, ќе добиете одговор дека нема доверба во тоа како функционираат институциите и не се среќни од тоа како функционираат институциите. И првата реформа која што е насочена од државата кон самата држава, тоа не е реформа која што е насочена кон граѓаните, туку е насочена кон апаратот на државата. Видовме дека кои се спротивставија, тоа се оние кои што до вчера ја практикуваа власт. Народот има една стара добра поговорка за оној кој на друг гроб му копа сам во него и така натаму. Минатите години се соочивте со обиди за внатрешни пучеви подготвени од надвор и сето тоа, храбро издржавте, не се дадовте, за да, како минува времето, постојано се потенцираше моментот дека ова партија на власт и незините коалиционери треба само да ја загубат власта за да се случи она што се случи. Дебаклот на изборите на 8 мај придонесе за очекувано ќе има промени во партијата, дали ќе одглумат, ќе биде тоа пука козметика што викаат или повторно навистина ќе се случи нешто, но по дебаклот вчера видовме еден еклатантен што е зборот го милува да го кажуваат како интернационализам, пример за тоа како функционира и во каква состојба е власта, собраа 200 од 700 делегати колку што има. Значи делегатите буквално не може да ги соберат во сопствениот двор. Дали се случи она на која што предупредувавме со години дека ова е интересџиска партија собрана само заради интересот, парите, далаверите, тендерите, сето тоа што беше грантовите, да не ги зборуваме иновацијски и се. Дојде моментот кога нема пари во приказката и најнаш се случи едно расово или имам погрешна перцепција? Па видете, оние кои што 7 години владеа на таков начин, сега би било, не знам како да кажам, меѓутоа сулудо би било да очекуваме да го променат начинот на владење во последен момент. 7 години владата предводена од СДСМ системски работеше само да бидат задржани фотелите, односно да бидат задржани позициите и практично да се смислуваат одредени лукративни бизниси без разлика дали се тоа камиони, дали се тоа тендери, јавни набавки и така натаму. Сме зборували овде во оваа емисија рекорден број на договори во 4 очи, рекорден број на нетранспарентни јавни набавки, рекорден број на скандали, корупцијски афери кои што се поврзани со нив. Значи они кои што 7 години потрошија 27 милиарди и мислеа само на своето добро, би било
контраинтуитивно да мислите дека посем поразот би се свестили и би работила за нечи друг интерес освен својот интерес. Затоа што иако е тоа колектив, иако станува збор нели без разлика дали влада, партија или одредена коалиција, таа е составена од индивидуи. Ако тие индивидуи работеле на тој начин во изминатите 7 години, верувајте ми, ќе продолжат да работат на тој принцип и понатаму, или на твојата народна би додал уште една, дека волкот влакното го менува, меѓутоа карактерот не го менува. Тоа истото го гледаме, меѓутоа за среќа на Македонија, за среќа на народот во Македонија, тие луѓе повеќе не располагаат со државните средства, тие луѓе повеќе не располагаат и не се титулари, не се носители на извршни функции, не одлучуваат за проблемите, не одлучуваат за начинот на кој што ќе работи јавната администрација, така да последиците ќе си ги трпат внатре во нивната партија, мислам дека и веќе се прочитани. Нивната подпредседателка која што чинам даде и оставка Лукаревска, денеска даде изјава дека имале таков късме, да речам, таксира ЦРСМ да владеат со Македонија во кризни времења, наводирајќи на короната, и заради тоа секогаш излегувале вака, ама заради нивните храбри одлуки. Премногу патетика во приказката алудираше, предпоставувам, на короната, со која што знаеме како се справија. Дури човекот кој што во наводници се справи со неа сега е најсериозен кандидат за нов председател на СДСМ. СДСМ и кризни времења. Јас велам па дека тие самите се криза на две нозе и немаше да биде кризата таква каква што беше доколку не беа тие на власт, но еве овој наратив како го гледаш. Ја видов изјавата, секогаш кога станува збор за државата, за економијата, има нешто што се нарекува надворешни и внатрешни фактори, ендогени и екзогени фактори. Во изминатите 7 години секогаш слушавме за надворешните фактори кои што влијат најразлични закани, дали се тоа ковид, дали е тоа одредени проблеми кои што се случуваат, без при тоа да зборуваме за внатрешните фактори, затоа што целта на државата и целта на институциите, кога вие сте се нафатиле да ги водите институциите, нивната цел е да ги заштитат граѓаните од надворешните фактори кои што може да се случуваат, без разлика дали тоа се благонаклони, дали тоа се штетни, дали тоа се закани, потенцијални закани и така натаму. Умешноста на една влада е колку може да ги заштити своите граѓани. Меѓутоа, не само надворешните фактори, сега видовме дека тие влегуваат во едни метафизички води во кои што и кармата, и судбината, и универзумот е против нив. Односно, тие би зборувале за се и се што, за астрологија, за поставеност, добро кажавте и на месечината, само нема да зборуваат за нивната одговорност. Не знам дали претходно примети, еден од нивните стратези медиумски рече дека проблемот бил и вашата придобивка сте победиле заради добриот слоган. Добар беше слоганот Твоја Македонија, но виновен бил слоганот што бил лош на СДСМ, вие сте имале подобар слоган и затоа победиле. Меѓу другото во приказката за метафизиката, нели? Ова не е прв пат да се подценуваат граѓаните и нивниот старт сега е таков, ако го слушате наративот, гласајте сега, ќе видите што ќе ви се случи. Тоа упорно се подценува гласачкото тело во Македонија. Рековме дека токму тоа гласачко тело е предвестник на она што се случи во цела Европа. Пак ќе кажам, добро информирани граѓани кои што знаат што сакаат, знаат како треба и да гласаат и да комуницираат за сите клучни прашања до сега не направиле грешка, без разлика дали кога сме разговарале за француски предлог или за други прашања, се сеќавате секогаш добро информирана јавност со цврст став на одредени прашања. Таа јавност не сгреши кога стана збор за довербата во институциите. Најпрво јавност излезе дека нема доверба во институциите, па потоа ги видовме сите театри кои што ни се случува и во судскиот совет и во останатите институции. Значи, народот и волјата на народот беше не само индикатор, не само предвестник, туку буквално беше мерило за се оно што се случува, затоа што добро ги гледа начинот на кој што владееше оваа власт на СДСМ. И така да не би го поврзал тоа со слоганите, има многу подлабока суштина зошто тие изгубија, затоа што се изгубија
буквално на секој пат, затоа што не знаеа да водат ниту една институција, без разлика дали ќе разговараме за образование, за здравство, за надворешна меѓународна политика. Едноставно, линијата помеѓу државата и партијата успеа да ја избришат, без разлика дали станува за службени возила или за буџет кој што го помешаа со свој личен буџет. Оние кои што знаеа само да играат фудбал во државните канцеларии завршуваат вака како завршуваат вака како што завршуваат, а во меѓувреме може да ја криват и кармата, може да ја криват судбината и се разбира слоганите. Меѓутоа, ако сакаат вистински одговори, одговорот е дека ги изеде корупцијата. Дали конзистентноста стана буквално кажано знак на препознавање на ВМРО-ДПМН овие години наназад, оваа гарнитура? Зборуваме за францускиот предлог кој што никој не веруваше дека нема да прифатите да се случат тие уставни измени. 2 години останавте над своето не. Зборувавте за неприфаќање на ДУИ во владината коалиција, сите се посмеваа, не велеа нема шанси никакви. Останавте на тоа. Рековте дека ќе добиете двотретинско мнозинство за овие измени кои што апанса си дојдоа на многумина, го направивте тоа. Продолжувате со конзистентноста, имате 1198 проекти кои што треба да се направат. Јас реков уште во првите денови кога се зафаќате со ваков еден, би рекол, огромен проект кој што не се случил 2 декади наназад, покажуваат само колка е волјата и мудроста на лидерството, затоа што нормално мора да има една хиерархија. Лидерството и раководството предводено од мандатарот професор доктор Христијан Мицкоски покажа многу конзистентност во ставовите, обстоја на тоа, иако имаше секакви обиди, би рекол, за оцрнување на начинот на действување. Да не ве навратам кога Артан Груби објаснуваше дека имале 4 па и фалеле уште еден, па и фалеле уште 2, односно многу неетички упади во работењето и во функционирањето, многу лаги, многу лажни вести кои што беа лиферувани, меѓутоа мудро успеа тоа да се издржи. Можеби таа мудрост најмногу се покажа сега со 88, замислете нешто за кое што предходните Ковачевски многу време најавуваше дека ќе дојде до тоа двотретинско мнозинство. Замислете тие кои што ни убедуваат дека 61 пратеник е повеќе од доволно за да ја држите власта, сега воздивнуваат на 88 и се обидуваат да го представат тоа на еден или на друг начин. Меѓутоа, фактот останува. Треба да имате многу конзистентност, цврст став, мудрост, добар начин како да комуницирате за да можете да освоите такво мнозинство. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Миле Левков, ке зборуваме за новата влада, кога да очекуваме, што да очекуваме, кои ќе бидат првите горливи прашања, врели костени оставени со кои што ќе се соочат, а за жал ги има многу, но за среќа можеби се промени власта. Да видиме што не очекува. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е пратеникот Миле Левков, инаку и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Миле, откако во четвртокот мандатарот Христијан Мицкоски го доби мандатот од председателката Гордана Силјановска-Давкова, потоа следуваше меѓу петокот и саботата и гласањето на измените на законот за управа. Течат роковите за формирање на новата влада. Еве, информација од тебе, кога може да очекуваме новата влада? Течат законските рокови за формирање на новата влада, ќе биде формирана во она уставно предвидено време. Се уште се преговара. Она што е важно, што можеме да кажеме, дека со усвојување на законот за организација на државната управа се исполнити условите за да добиеме една функционална влада. Не би можел повеќе да кажам за кадровски решенија, затоа што останува, се разбира, на мандатарот на крајот на денот, тоа е неговата и уставна и категорија и положба, останува на мандатарот да може до моментот на давање на предлог на владата во законодавниот дом да се интервенира во тој дел. Она што е важно дека ќе бидат запазени уставно предвидените рокови и конечно ќе добиеме влада, како што рековме, која од народ, ќе работи за народ и ќе биде реформска влада.
конечно ќе можеме нели да се зафатиме да работиме на сето она кое што беше уништувано во изминативе години. Но се знае во преговорите кој коалиционер со кој министерства ќе раководи? Кој Да, сектор? станува збор за поделба на ресорите помеѓу коалициите, бројчана поделба помеѓу ресорите и поделба на ресорите, меѓутоа понатаму не се зборува нели за кадровски решенија кои што ќе бидат, затоа ќе кажам нели останува на мандатарот и неговото уставно предвидено право да го даде предлогот пред собранието. За разлика од минатите влади на Заев и на Ковачевски, конечно ќе добиеме една стабилна влада, некако оние нестабилните настаклени нозе шклопоци и нивни кои што паѓа, да не речам, менува албански партнер на неколку месеца, па ќе нели захукташе, па ќе купеа некој, па ќе киднапира. Еднаш дури некого нема да имаме такви ситуации. Се изнагледавме доволно. Да, го споменавме и во текот на емисијата дека тие не убедуваат дека 61 пратеник се и повеќе од доволно посем катастрофалниот пат на локалните избори кога наврат нанос некако успеа да преживеат во собрание, кубуреа цело време со бројот на пратеници кои што го имат во собрание. Уште тогаш предупредувавме, имавме нели повици во јавноста за предвремени парламентарни избори, меѓутоа посебно одредено време беа повлечени затоа што се скрати времето, би рекол, веќе и од мандатот и дојде време за подготовка за редовните избори. Истите тие кои што не убедуваат дека 61 се сосем доволно, сега видовме како останаа без зборови кога гледаат како треба да се комуницира, како треба да се разговара во собрание. Токму во таа насока ќе имаме една стабилна влада која што произлегува и својата сила ја црпи токму од народот со еден силен легитимитет кој што за жал не го видовме во претходните години и недостасуваше во претходните години. Ќе треба една влада која што ќе се соочи со многу горливи прашања буквално на секој чекор и за тоа говоревме еднаш и со тебе во оваа емисија. Само една најава беше оној проблем кој што го имаат техничките министри и заменик техничките министри и во Министерството за внатрешни работи, и во Министерството за земјоделие, и за администрација, и за труд и социјала. Видовме како се соочија веднаш со проблеми. Едниот од нив, особено оној со пасошите, стана, би рекол, многу медиумски познат. Видовме што се оставија во моментот кога ги напуштија владините фотели. Уште многу такви замки и проблеми ќе гледаме, меѓутоа она што го покажа останува новата реформска влада дополнително да го потврди дека имаме кадар и лидерство кој што знае да се справи со овие проблеми, овие кои што не знае да ја водат државата, во собранието овие денови барем ни покажа дека не знаат да бидат ни опозиција, онака како што ја водеа државата хаотично. Сега хаотично ни настапуваат во собрание, така да конечно тој контраст ќе можеме да го видиме и верувам дека ќе биде тој контраст уште поизразен, меѓутоа овој пат ќе добиеме нешто од тој контраст затоа што ќе имаме влада и собрание кое што ќе работи за народ, а овие кои што внесуваат хаос барем ќе видиме дека не знаат како да се однесуваат никако опозиција, барем да избереат тема. Може би ќе имаат повеќе мандати како опозиција, па да научат како да бидат опозиција, но тоа не и бега. Така, ти имаше безброј, да не речем, конференции, одржа лично ти за криминалот и корупцијата што се случува во Македонија, не само ти, многу од твојата партија, секојдневно се соочувавме со афери и се. Еве, корупцијата и битката со корупцијата е еден од оние 4 основни постулати кои што се наведени приоритети кои што се наведени за работата на новата влада. Рековме евроинтеграција, безкомпромисна борба со криминалот и со корупцијата, затоа што нема човек кој што не знае дека Македонија тоне во криминал и корупција и токму поради тоа и намалена довербата во институциите, а една силна држава не значи само финансиски силна и стабилна држава, меѓутоа значи и држава која што има институции кои што се одговорни, меѓутоа и институции во кои што народот има доверба. Во Македонија каде да се завртите ќе видите дека имате евидентна недоверба во институциите и тоа кога го зборувам не мислам само на анкетите и истражувањата кои што покажуваат 2, 3 или 4%, туку мислам и на вистинските параметри. Например, ако ги погледнете тоа како примери го имаме давано многу често, ако го погледнете бројот на пријави кои што доаѓаат, например, до трудов инспекторат,
и бројот на пријави кои што одат до невладиниот сектор, до организации кои што се занимаваат со заштита на работничките права, ќе видите со однос од 1:5 до 1:10, што значи дека граѓаните одбиваат да го пријавуваат во државата затоа што немаат доверба во институциите. Затоа многу важен чекор е враќање на довербата. Како да ја вратите довербата ако не со вистинска и посветена борба со корупцијата, односно со обелоденување на сите оние, би рекол, кои што работат за своји интереси. Имавте одличен старт и со приведувањето на судија од Врховниот суд, со приведување на судија од Судски совет, најавивте распуштање и на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители, имајќи предвид дека јавното обвинителство има 1% доверба, а судството 2%. Реакциите на јавноста, никој не замери да се најде некој повикан од опозицијата сегашна, што ќе биде да каже нешто против тоа, но и тоа беше млако. Еве најавивте распуштање на две клучни институции за враќање на правдата, која што 7 години буквално кружи околу Македонија или ја заобиколува кога поминува од тука. Да, резултатите од изборите направија еден. Ние кога влеговме во предизборна трка, тоа беше многу добро објаснето, би рекол добро комуницирано со граѓаните. Една од задачите кои што треба да ја има новата влада и ја најавивме, тоа е враќање на надежта кај граѓаните, затоа што ако разговарате со луѓето изминатите години, евидентно е губењето на надежта. Ќе кажат дека се е залудно, дека така е предодредено, флоскули како сите се исти, се е бадијала и така натаму. Со резултатите на изборите се врати надежта дека ќе биде формирана влада која што ќе почне да работи како што треба. Тоа мало символично враќање на довербата во институциите резултираше со одредени пријави во кои што оние од кои што е барано подкуп, оние кои што треба да го раздаваат правото и оние кои што треба да одлучуваат што е право, а што е неправо, кои што бараат надомест за својата одлука да може да бидат пријавени и соодветно да биде постапено, така да по изборите, покрај законските измени и овие примери кои што ги наведовте, можеме да кажеме едни од најсветлите моменти за борба против корупцијата, меѓутоа верувајте ми, тоа е само една најава, повлегување во институциите ќе биде добро проверено секое министерство како работело, зошто работело така, каде завршиле тие средства, односно оние рекордни податоци кои што ги имавме за нетранспарентни јавни набавки во 4 очи или јавни набавки од сомнителни, би рекол, трафики од различни краеви во светот во кој што се набавува секакви материјали, ќе се провери каде завршувале тие средства и конечно да воспоставиме еден систем на одговорност. Затоа што без одговорност тешко дека ќе имате и доверба во институциите. Некојаш работите буквално и сами се редат, да не речам, почнувајќи со пролета и резултатите и сето тоа што се случува, ги спомнавме и судиите и сличните примери. Имавме една промена во Уставниот суд, една судика која што беше наградена за нешто, конечно, нели, заврши случајно, можеби и сега мандатот, нели, па сега имаме нов председател на Уставниот суд, но и еден проблем што се вика дали конечно патриотите од 27 април ќе добијат фер и транспарентно едно обновено судење, вистинско, не она што го доживеа со оние драконски казни, нешто што се најавува многу долго време, нешто и што како влада, нели, како држава може да се поттикне. Едно горливо прашање. Да, за жал во Македонија можеме да констатираме дека денеска можеби сме единствена држава во Европа во која што има политички затвореници, луѓе кои што издржуваат затворски казни за кривични дела кои што не ги направиле, осудени на затворски казни во висина во која што нити ги заслужиле, ниту постои разумен некој аргумент за она што го издржуваат, се виде дека одредени луѓе кои што беа вклучени во тој процес, би рекол, на политички прогон, добија највисоки награди, добија одредени позиции, одредени функции, можеби и нивното заминување сега во пензија на оние кои што ги градеа, би рекол, својата кариера ја градеа на туѓа несреќа, меѓутоа со новата влада треба да најавиме дека на никој повеќе, без разлика од која фела доаѓа, дали е судска, јавна, обвинителска, на никој повеќе нема да му биде дозволено својата кариера да ја гради на туѓа несреќа. Време е за право, за правда, време е за почитување на правото, на правдата, време е за правна држава. На никој, како што реков, нема да му биде дозволено кариерите да ги гради на туѓа несреќа. За луѓето осудени за 27, како што и сами рекоа, и целата македонска јавност
очекуваме правда. Никој од нив не бара милостина, меѓутоа очекуваме да има правда, односно да биде констатирано дека делата за кои што се осудени се далеко од она кое што се случи. Најавивте и репрограмирање на одредени, според многумина, штетни договори, зборуваме за Бехтел Вјенка, најавивте и нови инвестиции, потребата од клинички центар е тука, потребата од оној фамозен автопат за кој што многумина сонуваат буквално Кичево, Охрид, многу работи се збрани, со што прво, еве, ќе се зафатите на крај. Да, многу работи се собрани, врели костени оставени од минатата гарнитура еден куп. И за судски совет, и за совет на јавни обвинители, си извинувам, не беше намерно затоа што отидов. Рековме прво безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата, најавивме закони со кои што ќе се осмисли распуштање и формирање на независни тела, судски совет, совет за јавни обвинители, затоа што и двете тела, едното треба да се грижи за угледот, честа и начинот на работењето на судовите, другото на јавни обвинители. Тие и двете тела, затоа кога зборуваме за Европа, велиме копенхашките критериуми, тие и двете тела се поврзани со почитувањето на човековите слободи и права, затоа што правото на пристап кон правда е уставно загарантирано човеково право. Така да кога зборуваме за судовите, не зборуваме само за функционалност на институции, туку зборуваме за едно ваше длабоко вградено природно право да имате пристап до правдата. Огромна навреда е ако вие немате пристап до правдата, односно ако за тоа да ве судат на еден или друг начин некој ви бара мито или ви бара надоме. Затоа ќе започнеме од таму, понатаму продолжуваат реформи буквално во секој сектор, го споменавте и здравството со клинички. Во здравството имаме едно целосно распаѓање, оние кои што ја следат работата во филата, тоа го знаат, имаме распаѓање на неколку нивоа и тоа кога станува збор за кадар, кога станува збор за како да го кажам тоа, за постројки, згради и опрема и така натаму. Денеска паднат зидот кај детската клиника. Целосно распаѓање. Иако во Македонија располагаме со би рекол одредени потенцијали, владата која што е во заминување, наместо да ги реконструира, наместо да ги поправи, се сеќавате, се реши да не лечи со спартанска медицина во модуларни болници. Сега за жал тие се заборавени, се потрошија силни суми, силни милиони народни пари. Ќе ве потсетам и тоа во тој момент кога започна кризата имаа приоритет за плаќање, најпрво им беа платени тие, па потоа беа надоместувани. Да, знаеме чиви беа и сите други трошоци, меѓутоа инфраструктурата треба да биде обновена, човечкиот капитал во болниците, се разбира опремата и ревидирање на листите на лекови. Сето тоа се процеси кои што треба да одат паралелно и треба да одат заедно, затоа што на испрашување зошто заминуваат здравствените работници од Македонија не станува само збор за платата. Од нивни анкети ќе кажат дека огромен број заминуваат затоа што немаат соодветни услови за работа. И тоа кога велиме соодветни услови на работа се мисли и на инфраструктура, меѓутоа и на организациона поставеност. Сето тоа треба да биде направено затоа што, како што рековте вие, одлична земја за живење, дури не дојде ред да се оди на лекар, на суд, така во полиција и каде да, или пак со образованието. Свесни сте дека ве очекува многу работа и подготвени сте на тоа, така? Апсолутно, затоа што рековме победата која што ја оствари ВМРО-ДПМН и Европската народна партија се базираат на принципи кои што ги споделуваме, принципи кои што ги заштитуваме конзистентно и се базираат на лидерство и на посветеност кон работата. Тоа е углед и имидж кој што се создава и се базира на работа и на резултати. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Исто и мене. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, секако чувајте се многу.